Аделаида е главниот град на Јужна Австралија и е дом на околу 1,3 милиони жители. Овој град, попознат како главен град на виното и фестивалите на Австралија, е одлично место за доживување на културата и удобноста на умерено голем град без големи фрустрации што може да ги имате во другите големи австралиски градови како Сиднеј и Мелбурн. Кружена со паркови, историски згради, широки улици, различни кафуриња, ресторани и продавници. Пешачењето е популарен начин за уживање во градот со неколку кратки прошетки кои ви овозможува да уживате во голем дел на градот. Со население од околу 1,3 милиони луѓе, Аделаида е позната и како 20-минутниот град, бидејќи се верува дека може да стигнете од било која точка во градот до друга за само 20 минути. Има најниска просечна плата и највисока стапка на невработеност од кој било од 5 најголеми градови во Австралија. Работните места во образованието и здравството се особено привлечни во Аделаида. Овие индустрии растат и вработуваат голем број работници. Платите во овие индустрии се нешто пониски во однос на другите главни градови во Австралија, но предноста е во тоа што трошоците за живот се многу пониски отколку во поголемите градови. Други индустрии кои играат голема улога во економијата се бионауките, инженерството, медицинските истражувања, туризмот и винската индустрија. Просечната неделна кир е околу 400 австралиски долари, а за сите оние кои се заинтересирани да купат недвижен имот, просечната цена на куќа во овој дел на Австралија изнесува околу 750.000 австралиски долари. Перт е главен и најголем град на Западна Австралија. Тој е четврти најнаселен град во Австралија со нешто над 2 милиони жители. Главниот град на Западна Австралија првично бил основан од капетанот Џејмс Стирлинг во 1829 година. Населението на градот значително се зголемило кон крајот на 19-тиот век како резултат на златната треска во Западна Австралија, главно со емиграција на населението од источните колонии на Австралија. Денес Перт нуди безпрекорна комбинација на урбана софистицираност и интернационален вкус. Со раст на населението 2 пати од националниот просек и најниска стапка на невработеност од било која држава во Австралија. Перт привлекува повеќе имигранти од било кој друг град во Австралија. Многу луѓе тука се вработени во рударската индустрија. Се разбира, бизнисот во рударската индустрија во Перт повеќе не е ист како во минатото, но Западна Австралија се уште може да се пофали со ресурси од злато, руда, железо, диаманти, никел, боксит, сурова нафта и природен газ. Постојано има потреба од квалификувани работници во оваа индустрија. Покрај рударството, индустриите кои вработуваат исто така голем број на работници се финансии и осигурување, стручно и научно-технички услуги, угостителство, образование и трговија. Перт некогаш беше со најевтина кирија во Австралија, но сега благодарение на тие 11% пораст на недвижнините рангира на третото место за изнајмување во Австралија. Денес една куќа за изнајмување во Перт има просечна цена од $460 неделно, додека цената на становите за изнајмување изнесуваат околу $390 неделно во просек. Просечната цена на недвижнините во центарот на градот е околу 8.000 австралиски долари за метар квадратен, додека во поширокиот дел на градот е околу 5.000. Камбера е главен град на Австралија со население од над 467.000 жители. Тој е најголемиот град во државата Австралиска престолска територија и 8ми град по големина во Австралија. Камбера беше избран за главен град во 1908 година како компромис меѓу ривалите Сиднеј и Мелбурн, двата најголеми града во Австралија. Интересен факт кој вреди да се издвои тоа што Камбера е изграден како целосно планиран град. На меѓународен конкурс за дизајн на градот ја презел тим на архитекти од Чикаго, а потоа следела изградбата која започнала во 1913 година. Денес е модерен град со космополитски дух. Ги нуди сите градски услуги, одлични здравствени установи, најдобри патишта, одличен јавен превоз и бескрајни велосипедски патеки. Како град со голем процент на јавни институции и услуги, федералната влада придонесува со најголем процент од бруто националниот производ и е најголем поединечен работодавач во Камбера. Главниот град на Австралија има пониска стапка на невработеност во споредба со другите градови и повисока просечна плата од националниот просек. Главната индустрија во градот е јавната администрација и безбедноста, кои сочинуваат 29,8% од територијалниот бруто производ и вработуваат над 33% од работната сила во Камбера. Во мај 2012 година стапката на невработеност беше 3,4%, што е пониско од националната стапка на невработеност од 5,1%.
Како резултат на ниската невработеност и значителниот јавен сектор, Камбера има највисоко просечно ниво на расположлив приход од кој било друг австралиски главен град. Просечната бруто неделна плата изнесува 1702 во споредба со националниот просек од 1485 австралиски долари. Повеќе од 40 странски држави имаат основено постојани дипломатски представништва во кои работат повеќе од 1200 работници. Градот привлекува околу 1 милион австралиски меѓународни посетители секоја година. Просечната цена на една куќа во Камбера изнесува околу 1,1 милион австралиски долари, пониска од само Сиднеј меѓу главните градови во Австралија, додека просечната неделна кирија изнесува 490 австралиски долари. Бризбен е главен град и најнаселен град на државата Квинсленд. Има 2,4 милиони жители и е трет најнаселен град во Австралија. Бризбен е познат како градот кој се развива со брзина на светлината. Тој е дел од најбрзо растечкиот градски регион во Австралија, југоисточен Квинсленд со население што се очекува да се дуплира до 2056 година. Овој град ужива суптропска клима со топли и влажни лета со просечна температура од 28 степени и суви умерено топли зими со просечна температура од 23 степени. Клучните индустрии кои бележат раст се деловните услуги, градежништвото, образованието, финансиите, владата, здравството, производството, малопродажбата и транспортот. Растот на овие индустрии е во голема мера поттикнат од силниот раст на населението низ југоисточен Квинсленд. Деловните услуги сочинуваат повеќе од 1/4 од вкупната економија на Бризбен. Тој е најголемиот сектор за вработување со повеќе од 100.000 работни места, а вклучува и голем број од високо квалификувани професионалци кои работат во комерцијални канцеларии во внатрешниот дел на Бризбен. Се смета за еден од првите 10 градови во светот. Просечната кирија е $450 неделно, додека просечната цена на куќа е околу 840.000 австралиски долари. Мелбурн е главен и најнаселен град на државата Викторија и втор најнаселен град во Австралија, после Сиднеј. Мелбурн е водечки финансиски центар во Австралија и Азиско-Пацифичкиот регион, а трета година поред е прогласен за најпогоден град во светот. Години наназад е на 4-тото место за најскап град во светот. Мелбурн е високо рангиран во образованието, забавата, здравството, истражувањето и развојот, туризмот и спортот. Еден од најголемите индустријски градови во Австралија. Околу 300.000 луѓе се вработени во производствениот сектор, кој вклучува производство на автомобили, хемикалии, храна и така натаму. Следен сектор кој вработува голем број на работници е продажбата, било да е трговија на мало или големо. Доста од овие луѓе се вработени во деловниот централен дел на Мелбурн, но и во поголеми и помали регионални градчиња надвор од самиот центар на градот. Друга важна област на вработување се и финансиите. Многу домашни и странски компании имаат свои седишта во деловната област на Мелбурн. IT индустријата исто така значително развиена. Многу IT работни места во Австралија се достапни првенствено поради достапноста на капитал и добрата клима за почетни компании. Секторот каде што има секогаш недостиг на работници е здравството. Секогаш се потребни квалификувани работници од која било медицинска област во многу здравствени установи. Туризмот исто така високо развиен и важен за економијата на овој град, така што има многу вработени и во овој сектор. Просечната кирија на неделна основа изнесува околу 430, додека цената на една просечна куќа е околу 918.000 австралиски долари. Сиднеј, главен град на државата Нов Јужен Велс и најголемиот град по население во Австралија. Има околу 5,5 милиони жители. Во овој град владее умерена клима, а има и се разбира голем број на плажи, вклучувајќи ги и плажите за сурфање. Градот нуди добра забава бидејќи го привлекува практично секој поголем музички и културен настан. Градот се состои од многу различни заедници и луѓе кои доаѓаат од различни културни и социјални средини. Се проценува дека поречиси половина од жителите на Сиднеј се родени во странство, од кои 34,8% доаѓаат од земји каде англискиот не им е мајчин јазик. Сиднеј е еден од најскапите градови во светот за живење, но затоа нуди и многу можности. Мора да се напомене дека овој град има една од највисоките просечни плати во Австралија која достигнува скоро 1500 австралиски долари неделно. Најголемиот број на работни места се наоѓаат во професионални, научни и технички услуги, образование, трговија, туризам и угостителство. Индустријата која вработува најголем број работници е образованието. Втора индустрија по број на вработени е угостителството, која опфаќа голем број кафулиња и ресторани, а потоа следуваат здравствените установи и болници, правните и сметководителните услуги и IT услугите.
Сиднеј е центар за 21% од вкупниот финансиски сектор, 15% од вкупната индустрија за IT, медиуми и технологија. Стапката на невработеност врз основа на најновите статистички податоци е околу 5,6%. Денес е рангиран меѓу првите 10 најдобри градови за живење во светот, со околу 5,5 милиони жители, околу 20% од вкупното население на Австралија живее во Сиднеј. Просечната цена на киријата е околу 500 австралиски долари неделно, во зависност од локацијата, квадратурата и изгледот на станот или куќата, а просечната цена на куќа во Сиднеј започнува со вртоглави 1,3 милиони австралиски долари.